ова издание ќе гледате: Трамп и демократите се уште без договор, американската влада и натаму останува затворена. Експерти од Вашингтон ја анализираат амнестијата во Македонија. Нови материјали во модната индустрија, облека и чевли се прават и од ананас. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Анета Шијакова, а вие го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Православните христијани денеска го слават Христовото раѓање Божик. Честитки до сите што го слават овој голем христијански празник, кој традиционално се одбележува во 16 земји во светот. А во САД и натаму целото внимание е свртено кон владата, која е затворена веќе 17 дена. Американскиот претседател Доналд Трамп останува на своето барање за финансирање на изградбата на зидот со Мексико, додека демократите во представничкиот дом се подготвуваат за нови закони, чија цел е отворање на затворените владини агенции. Во меѓувреме илјадници федерални службеници остануваат дома, додека дел продолжуваат додатна работа, но без плата. Претседателот Трамп одби да одобри било какви трошоци, се додека истите не вклучуваат повеќе од 5 милиарди долари за изградба на зидот. Демократите го одбиваат ваквото барање со став дека е неефикасно и скапо. Украинската православна црква се одвои од руската. Вселенскиот патриарх Вартоломеј во саботата во Истанбул потпиша указ со кој официјално Украинската православна црква се отцепи од руската црква. Со тоа е ставен крај на црковната унија што датираше од 1686 година. Минатата година беше година на храбро лидерство. Вака амбасадорот на САД во Македонија Джейс Бейли ја оцени 2018-тата во ексклузивно новогодишно интервју за Гласот на Америка на македонски. Тој зборува за ситуацијата во Македонија, ангажманот на САД во Македонија, перспективата на државата и важноста судството да остане независно од политички влијанија. Целото интервју ќе го најдете на нашата веб страна подоцна денеска. А сега одиме со двајца експерти од Вашингтон кои зборуваат на истата тема. Амнестијата е контроверзно прашање и за американскиот политички систем. Прилог на Милена Ѓоргиевска. Избраните представници од народот се должни да гласаат за доброто на државата, а не да оценуваат со амнестија, вели Дейвид Лабан од Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Сепак според него тоа што власта одлучила да помилува одредени лица за постигнување повисока цел за државата, ЕУ и НАТО всушност ја оправдува основната идеја за постоење на амнестијата. Ова е одлична ситуација. Лидерот треба да објасни дека амнестијата ја дава поради она што ќе следи како резултат од неа. Ова е добро користење на моќта на помилувањето. Но она што за Лабан не е во ред е начинот на кој е направена амнестијата. Прво помилување, па потоа обезбедување гласови во парламент. Ако направите нешто, тогаш ќе ве помилувам. Тоа е обратен процес. Треба прво да се заврши работата, откако ќе донесе пресуда и ќе се утврди вина, потоа лицето кое има моќта да помилува ќе го погледне случајот и ќе каже: за влез во ЕУ и НАТО ќе го помилувам. Тој смета дека помилувањето однапред обезбедува слободна карта од затвор без одговорност. На прашањето дали амнестијата во Македонија може да се спореди со случајот на поранешниот советник за национална безбедност на САД Майкл Флин, тој вели: Тоа е блиска споредба, но разликата е во тоа што Флин беше обвинет, осуден и сега дискусијата е која ќе биде казната. Адвокатката Маргарет Лов, која работи на председателските помилувања во САД, вели дека низ годините многу американски председатели и гувернери ја користеле моќта на помилувањето за да испратат политичка порака. Помилувањата се контроверзни. Некои луѓе ќе ги сакаат, некои не. Но основната функција на помилувањето е да прекршува правила. Таа ги истакна контроверзните помилувања на председателите Џорџ W. Буш, Ричард Никсон и Джералд Форд, додавајќи дека амнестијата е моćна алатка и секоја влада, вклучувајќи ја и македонската, треба внимателно да ја користи во соодветни ситуации. Нов материјал се пробива во модната индустрија. Од него се прават облека и чевли, а материјалот се добива од ананас. Маријамо Диало известува за оваа идеја која потекнува од Шпанија. Предприемачка од Шпанија потрошила преку 8 години за создавање нов материјал што таа го нарекува Pinatex. Тоа е нов материјал, направен од влакното на листот на ананасот. Кармен Хајхоса,
Креаторка на овој материјал работи со земјоделци на Филипините кои го берат ананасот и го вадат влакното од листот на ова овошје. Тие се многу нежни и флексибилни. Откако беше пуштен во продажба во 2015 година, материјалот Pinatex бил искористен од преку 500 производители, вклучувајќи ја и соработката со модната куќа Hugo Boss за производство на вегански патики. И помали модни компании биле инспирирани од тоа колку уникатно изгледа овој материјал. Луѓето доаѓаат и се загледуваат во него. Прво мислат дека е кожа, откако ќе го допрат сваќаат дека всушност не е. Тимоти Тарнер Сатон, уметнички директор на модниот бренд Altair, чија цела колекција за јакни за возење велосипед е направена од Pinatex, вели дека има уникатен состав. Ова јакна е направена од Pinatex. Носена е цела година, се уште е совршено лежи на телото. Кога ќе се намокри, се суши како кожа. Како дополнување на бизнисот со гардероба, компанијата влегува во нови пазари, како што се за интериер и автомобили. Белата куќа освен што е дом за американските претседатели за време на нивниот мандат заедно со нивните семејства. Исто така таа е дом за нивните миленичиња. Така досега во Белата куќа живееле неколку кучиња, мачки, пони, па дури еден ракун. Погледнете го прилогот на Петси Видасковара. Многу години Бо беше дел од празнувањата во Белата куќа за време на Обама. Како што беше Барни за време на претседателот Буш. We have Bo and Sonny Obama. Низ годините, миленичињата на претседателските семејства биле за друштво, но имале и уникатна улога. На некој начин тоа ги прави повеќе поврзани со народот. Многу американци имаат кучиња и мачки. Затоа тоа малку ја омекнува сликата за претседателите, прикажувајќи ги надвор од нивната роља на врховни команданти. Шкотскиот териер Барни на претседателот Џорџ В. Буш често ја развеселувал атмосферата во Белата куќа. Тоа беше тешка недела за Барни. Се шпекулираше дека бил главен кандидат за државен секретар, јавен обвинител или секретар за образование. Но Барни се уште не е номиниран за некоја од високите позиции. Барни, знам дека сакаш да бидеш во мојот кабинет, но веќе ти дадов важна работа. Твојата работа е да се грижиш за госпогицата Бизли. Меѓу останатите познати миленичиња се и Сокс, мачката на претседателот Бил Клинтон, Макарони, понито на ќерката на претседателот Џон Ф. Кенеди и Чекерс, кучето на претседателот Ричард Никсон. Како кандидат за подпредседател во 1952 година, Никсон беше обвинет за прифаќање нелегални подароци. За да ги отфрли обвиненијата, тој детално го објавил својот имот, во кој било и кучето Чекерс, што го добил како подарок. Сакам да кажам дека без оглед на тоа што велат другите, ние ќе го задржиме. Исто така, тука беше и Ребека, женка ракун, која всушност била испратена во Белата куќа за да биде приготвена како вечера за денот на благодарноста во 1926 година, но претседателот Калвин Кулич решил да ја задржи како милениче. Пред да се поздравиме од вас, уште еднаш честит Божик за сите вас кои што го славите. Тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Гледајте ни утре во истото време.